Овој предлог закон е доставен до парламентот со измени во делот на органите на управувањето на Академијата. Причина за тоа е што 3 години Академијата е со органи на управување со истечен мандат и со во најмала рака дискутабилни одлуки што ги носи во овој 3-годишен период. Тука се работи пред се за управниот одбор, но и за директорот на Академијата. Исто така, јас истакнав на самата Комисија за политички систем, дека Академијата имала направено, барем таков извештај доби Министерството за правда, дека има направено неколку обиди да ги конституира овие органи, меѓутоа немало пријавени кандидати или доволен број на пријавени кандидати кои ги исполнувале претходните услови дадени во законските решенија до сега. Исто така најповеќе околу просекот, што се спомна и во комисијата и на денешната пленарна седница. Единствената отстапка во овој закон, освен техничките промени за органите на управување, е укинувањето на просекот 8 за кандидатите кои се јавуваат на Академијата за судии и јавни обвинители. Сето ова како законско решение е веќе претходно усогласено со Законот за судовите, заедно со опозицијата. Со овој закон само се усогласуваме на еден начин со тој закон и можам да истакнам јавно дека имаше оценска мисија од страна на Европската комисија во Министерството за правда во периодот 23 до 26 април 2018 година, кој извештај пристигна пред 2 недели и токму од тие причини се чекаше со поднесувањето на овој предлог закон, каде што Европската комисија сесрно поддржува укинување на просек, давање можност на што поголем број кандидати без просек од образованието на правниот факултет да конкурираат во Академијата, а самата Академија да биде филтер за кандидатите кои ќе ги пројдат тестирањата да бидат понатаму во процесот на избор за судии и јавни обвинители. Благодарам.